Централно издание на Дневникот. Добро вечер. И денеска на петиот ден од предизборната кампања фокусот повторно го ставаме на активностите на политичките партии поврзани со локалните избори. Но не ги изоставуваме и најновите информации од регионот Македонија, светот и спортот. По настаните на денот започнуваме веднаш. Партиите, коалициите и независните кандидати денеска на петиот ден од кампањата ќе одржат митинзи и средби со граѓани во повеќе градови и населени места низ Македонија. Вработените во фабриката за шински возила Колска го ставија штрајкот во мирување. Тие добија ветување за решение на проблемот. Општинската организација Црвен крст Велес го одбележа светскиот ден на срцето од 29 септември. Кандидатот за градоначалник на Велес од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН Славчо Чадиев на денешната пресконференција представи дел од проектите со кои ќе се зголеми безбедноста во сообраќајот. Тој истакна: во Велес ќе изградиме 4 нови кружни текови. Потребата од нив е голема. Само така на неколку места кои се детектирани како црни точки ќе се намали сообраќајниот застој во ударните термини кога најголем дел од граѓаните одат и се враќаат од своите работни места. Добри сообраќајни решенија, подобар проток на возила и побезбеден сообраќај. Ова се важни прашања за секој граѓанин на Велес. Затоа во изборната програма предвидуваме изградба на 4 нови кружни текови, рече денеска на пресконференција Славчо Чадиев, кандидат за градоначалник на Велес од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Предвидуваме мини кружен тек кај сендвичарата Круг, кој што е лоциран одма помеѓу Панини и семафорите. Третото кружна раскрсница ќе биде на местото на денешните семафори, што се наоѓа во непосредна близина на мостот и на Евана, додека четвртиот ќе биде кај Алексо Денивски Бауман. На новинарско прашање зошто не се гради кружниот кај Панини, Чадиев вели: Причината е едноставна, тоа е недавањето на согласност за сообраќајното решение од страна на МВР. Морам да констатирам за жал дека МВР е комплетно вклучено во предизборната програма, во предизборната кампања на страната на СДСМ со своји одредени активности. Чадиев вели, за да се зголеми безбедноста на крстосницата каде што сега е поставен споменикот Алексо Демниевски Бауман, предвидена е изградба на кружен тек, а кружен планирано е да се гради на раскрсницата кај Башино село. Коцевски ветуваше чиста вода за пиење, но испорача повисоки сметки за вода. За воупатија обвинување ВМРО-ДПМН до кандидатот за градоначалник на општина Велес Аце Коцевски. Оттаму посочија, Коцевски во неговите 2 мандати како градоначалник на општина Велес не го реализирал ветувањата за замена на азбестните водоводни цевки и покрај потрошените над 3 милиони евра од МЕАП кредитот. Кандидатот за советник на листата на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН Петре Саздов упати обвинување до кандидатот за градоначалник на СДСМ Аце Коцевски дека во неговите 2 мандати како градоначалник на општина Велес не го реализирал ветувањето за замена на азбестните водоводни цевки и покрај потрошените над 3 милиони евра од МЕАП кредитот. Додаде дека наспроти тоа во ЈКП Дервен вработувал партиски послушници. Еве ги огласите преку кои се вработија 67 послушници на Аце Коцевски. Во 2009 година, односно од 7.7.2008 година, 41 извршител. Оглас од 09.10.2008 година, 11 извршители. 31.12.2008 13 извршители. И оглас од 10.1.2009 година, 2 извршителя. Саздов вели дека на овие огласи биле вработени тогашните советници и нивните деца, партиски функционери, членки на Организацијата на жени на СДС. На овие огласи, како што рече Саздов, се вработени роднини на лица кои сега се наоѓаат на кандидатската листа за советници. Денес повторно излегувате со 5-та кандидатура и го ветувате пред Велешани истото што го ветувавте и не го исполнивте во вашите 2 претходни мандати, порача Саздов.
Вчера вечер во големата сала во општина Велес ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија одржаа трибина на тема локални избори. А на истата беа презентирани дел од реализираните проекти во досегашните 8 години откако ВМРО ДПМН е начело на општина Велес. ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија организираа трибина за граѓаните на Велес на тема локални избори. На истата беа презентирани дел од реализираните проекти во досегашните 8 години, откако ВМРО ДПМН е начело на општина Велес, како и дел од предизборната програма и проектите вклучени во неа. Пратеникот Крста Јовановски беше дел од трибината. Тој за изминатите 4 дена од кампањата вели дека генерално се сведува на презентирање на програмите на кандидатите. Мојата генерална оценка е во тој контекст дека нема да бидам нескромен и нема да бидам злобен ако кажам дека кандидатите од СДСМ и нивната коалиција генерално читаат се она што им е зададено како тема, односно што треба да проговорат, меѓутоа јас сум актер и знам да препознам кога човек верува во она што го зборува, а кога не верува. И јас кај ниеден од нив не видов верба во сето она што тие го презентираат како програма наспроти градоначалниците или кандидатите за градоначалници од другата страна. Јовановски смета дека во изминатиот период граѓаните имаа прилика да видат што се направи во општините. Вели, граѓаните се умни и можат да препознаат кој ја зборува вистината, а кој нешто колку да помине заради кампања. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадар се информираат дека ноќеска главниот штаб во центарот на градот бил оштетен од страна на непознат сторител. Овечина острого осудуваат и апелираат до сите политички партии да го почитуваат кодексот за фер и демократски избори. Случајот го пријавиле во полиција за да се превземат соодветни мерки за пронаоѓање на сторителот. Штабот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Кавадарци бил уштетен денеска по полноќ од страна на непознати лица. Од Општинскиот комитет овој чин острого осудуваат и апелираат до сите политички партии да го почитуваат кодексот за фер и демократски избори, поради пропагандниот материјал кој бил излепен и расфрлан во непосредна близина на оштетениот штаб. Од ВМРО ДПМН прашуваат зошто не се почитува подпишаниот кодекс и дали стравот од се посигурниот пораз на предстојните избори наместо со програма за работа, тие се служат со стари методи на сеење страв и заплашување, пишува соопштението на ВМРО ДПМН Кавадарци. Случајот е пријавен во полиција за да се превземат соодветни мерки за пронаоѓање на сторителот. Општина Велес да биде убава посакувана општина, просперитетна и економски развиена во која граѓаните ќе бидат во центарот на вниманието. Ова е нашата визија, рече Весна Стојанова Богоевска, кандидат за советник на коалицијата предводена од СДСМ, промовирајќи дел од предизборната програма. Нашата визија е Велес да биде убава посакувана општина, просперитетна и економски развиена, во која граѓаните ќе бидат во центарот на вниманието, истакна Весна Стојанова Богоевска, кандидат за советник на коалицијата предводена од СДСМ, промовирајќи дел од предизборната програма. Општина во која младите ќе сакаат да останат, да создаваат и да ги градат својата сегашност и својата иднина. Нашата цел е приспособување на целата постојна урбана и рурална инфраструктура да биде во функција на потребите на граѓаните. Да градиме одговорно, квалитетно и домаќински, за секој граѓанин да добие решение кој ќе му го подобри животот во неговата средина. Стојанова Богоевска истакна дека имаат планови и проекти за патишта, улици, канализации, водоводи, градинки, училишта, спортски терени и гасоводна мрежа. Ги намалуваме разликите помеѓу градските и селските средини. Градиме по план и обезбедуваме инфраструктура за сите. Нашата програма за живот во Велес предвидува повеќе капитални, инфраструктурни проекти, неопходни за подобрување на условите за живот на граѓаните во општина Велес. Програмата предвидува изградба на трговско-деловен градски пазар, катна гаража во центарот на градот, гасификација, собирни канали за атмосферските води, подобрување на сообраќајот, регулација на дел од коритото на реката Вардар,
нова подземна инфраструктура, асфалтирање на улици и низа други проекти за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните, порача Стојанова Богоевска. СДСМ повторно со обвинување до кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Славчо Чадиев дека продолжува да ветува, а не и да остварува. Кандидатот за советник на листата на коалицијата предводена од СДСМ Душко Петров истакна дека од страна на Чадиев не е решен ниту еден сериозен проблем, не е изградена катна гаража, а не е изграден и градскиот пазар. Кандидатот за советник на листата на коалицијата предводена од СДСМ Душко Петров го обвини кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН Славчо Чадиев дека продолжува да ветува, а не и да остварува. Вели, ветува изградба на патишта, реконструкција на улици, индустријски зони и фабрики, а во меѓувреме ја задолжува општината. Општина Велес има долг од висина од 101 милион денари и тоа кон фирмите за реализирани неплатени градежни зафати, кон јавното комунално предпријатие Дервен, како и кон фирмите кои ги превезуваат учениците. Но сомнежите се дека вистинскиот долг е поголем, односно над 3 милиони евра. Петров упати обвинувања до Чадиев дека ја направил општина Велес една од најзадолжените општини и дека истата е во опасност дека би можело да и биде блокирана сметката. Со каков образ, господине Чадиев, повтор пат ја барате довербата од нашите граѓани, на кои воопшто не мислевте овие 4,5 години, додека несовесно ги трошевте нивните пари на разни службени патувања, репрезентации и седенки по кафеани. Обвини дека од страна на Чадиев не е решен ниту еден сериозен проблем. Не е изградена катната гаража, а не е изграден и градскиот пазар. Кандидатот за градоначалник од СДСМ Бетијан Китев најави дека работи на подобрување на општинските услуги и системот на локалната самоуправа кој ќе биде во корист на сите граѓани. Тој најави воведување на двократно работно време на општинската администрација со цел подобро обслужување на потребите на сите граѓани. Општината постои тука за вас граѓаните. Општината е тука да го подобри животот на сите, рече денеска на пресконференција кандидатот за градоначалник од СДСМ Бетијан Китев. Токму затоа уште од првиот ден после изборите ќе ја отвориме општината за да може секој граѓанин да добие навремени, квалитетни и поевтини услуги, додаде Китев. Како иден градоначалник, ќе воведам низа новини во работењето на општина Кавадарци. Како прво, ќе воведеме двократно работно време на општинската администрација со цел подобро обслужување на потребите на сите наши сограѓани. Ќе воведеме и кол центар, каде граѓаните ќе може да се жалат за работата на институциите и одредени служби, каде што ќе можат да дадат и своји предлози и своји сугестии. Понатаму, одредени седници на Советот на општина Кавадарци ќе се одржуваат по селата, кога се дебатира за прашања од нивната проблематика. Китев се обврзува дека барем еднаш месечно ќе излезе на дебата на телевизија каде јавно пред граѓаните ќе се обиде да одговори на сите прашања кои се од јавен интерес. Граѓаните од 16 октомври ќе добијат отворена и услужна општина, рече тој. Почитувани сограѓани, почитувани политички противници и против кандидати, ве повикувам на отворена телевизиска дебата. Дебата во која што секој ќе ги изложи своите програмски определби. Да ја искористиме можноста и да ги зајакнеме демократските капацитети на нашето општество. Дебатата е потребна за да секој од нас укаже зошто е потребно на 15 октомври да се излезе на избори и да гласа за политичката опција за која што пропагира во изминатите денови. Да се охрабрете и ве повикувам на телевизиско соочување до крајот на кампањата. Китев ги повика политичките против кандидати на ТВ дебата, за која, како што вели, има за цел транспарентно, одговорно и честно представување на програмските определби на политичките партии за локалните избори. Тој дава предност против кандидатите да ја изберат телевизијата и терминот каде да се одржува дебатата. Утре со почеток од 20 часот на градскиот плоштад ќе се одржи митингот на СДСМ и коалицијата.
Кандидатот за градоначалник од оваа политичка партија Бетијан Китев денеска ги повика граѓаните масовно да излезат и да ги слушнат нивните цели и задачи кои сакаат да ги реализираат наредните 4 години. Истовремено сите присутни имаат можност да ги слушнат проектите зацртани во програмата План за живот. Пред граѓаните ќе се обратат кандидатот за градоначалник на советничката листа и председателот на партијата. Ве повикувам утре на голем народен митинг на 30 септември во 20 часот на градскиот плоштад, каде ќе има обраќање премиерот на Република Македонија господинот Зоран Заев, јас како кандидат за градоначалник и носителот на советничката листа доктор Виолета Димитрова. Голем народен митинг на кој што ќе ја презентираме нашата изборна програма и на која што ќе ги кажеме нашите идни цели и задачи кои што сакаме да ги реализираме идните 4 години како власт во локалната самоуправа на општина Кавадарци. Завршивме со политика, а сега продолжуваме со економија. Вработените во фабриката за шински возила Колска го ставија штрајкот во мирување. Причина за ова е како што велат ветувањето кое што го добиле денеска од вице-премиерот Кочо Ангјушев, дека до наредниот петок на сметката на Колска ќе легнат 250.000 евра. Средства кои што им ги вети владата со што сметката ќе се деблокира, а тие ќе земат 2 од 6 неисплатени плати. Доколку тоа не се случи, најавуваат повторно блокади. До петок на сметката на Велешката фабрика за шински возила Колска треба да легнат ветените финансиски средства, од кои вработените ќе земат 2 од 6 неисплатени плати, но ќе имаат и пари за набавка на репроматеријали. Ова било договорено на средбата која утринава во фабриката ја има вработените и вице-премиерот Кочо Ангјушев. Проблемот на Колска ќе биде решен. Владата издвои 15 милиона денара средства со кој што ќе биде зголемен делумно капиталот на Колска. Тоа е единственото законско решение кое што може да биде применето. За да се оствари тоа законско решение, потребно е да се поминат законски процедури и исто така, значи, за да може да се реши проблемот со управата за јавни приходи од кои што имаат блокада заради неплатени даноци, потребно исто така да се направат одредени законски постапки. За тоа е потребно одредено време. Јас денеска дојдов лично са бајле 7 часот во Колска да им објаснам на вработените кои постапки треба да се завршат, како тие ќе се завршат, за во колку време ќе се завршат, како за нив ќе се обезбеди работа. Верба дека она што е ветено овој пат ќе биде исполнето, има првиот синдикалец. Тој во изјава за медиумите рече дека штрајкот е ставен во мирување. Се договорим со вработените да го ставиме штрајкот во мирување оваа недела. До петок ќе чекаме, ако се заврши сето тоа што не е обеќано 6-ти. Мислам дека 6-ти е петок, ќе биде штрајкот ставен во мирување. Ако не се заврши сето тоа, ние од понеделник пак ќе го активираме штрајкот и продолжува процесот како ќе се договориме понатака со вработените. Чи он кажа дека сите законски пречки што престојат, сака да се биде се регуларно, законски, ние испаднавме сусрет да се заврши сето тоа. Не сакаме да биде нешто незаконски. Нека се заврши сето тоа, ќе причекаме уште една недела. Ние чекаме 6 месеци, 7 месец еве чекаме, па ќе причекаме уште една недела да се заврши сето тоа и да видиме што ќе се изроди од сето тоа. Фабрики се затвараат, работници штрекуваат, Македонија се враќа во транзицијата на СДСМ. Реагираат од ВМРО ДПМН. Владата на Зоран Заев и Кочо Ангјушев ја стопираа постапката за приспојување на Колска кон Македонски железници и транспорт, која беше пред завршување и ги оставија на милост и немилост вработените. Дали вработените и нивните фамилии ќе чекаат уште една година на милоста на Зоран Заев и Кочо Ангјушев. Но така е секогаш кога СДС ветува за Колска. Поради 6 неисплатени плати вработените во фабриката за поправка на шински возила Колска, вчера од 7 до 9 часот на железничката станица во Велес го блокираа сообраќајот. Велат ако до петок наредната недела не ги добијат ветените плати, блокада на железничкиот сообраќај повторно ќе има. Велешката полиција поднесе кривична пријава против ДГ 35 од Велес, вработен во СВР Велес, поранешен командир на полициска станица од општа надлежност Велес. Поради основаност на мнение дека сторил кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластување.
кривична пријава против 35 годишен поранешен командир на полициската станица од општа надлежност Велес поднесе СВР Велес поради основано сомнение дека сторил кривични дела, злоупотреба на службената положба и овластување, несовесно работење во службата и уништување или прикривање на необработен архивски материјал, информира МВР. Имено на 12 септември годинава во полициската станица Велес, во метален сеф во канцеларијата на командирот е пронајдена службена документација за одземена возачка дозвола. Од извршените проверки е утврдено дека пријавениот во својство на командир не превзел службени действија кои бил должен да ги превземе за да се процесуира одземената возачка дозвола врз основа на правосилно судско решение и истата да ја проследи до надлежните служби за внесување на заштитната мерка, пошто настапила и застареност на извршувањето на прекршочната санкција. Исто така извршена е проверка на копии од 2 наредби за прекувремена работа за декември, кои биле заведени со ист деловоден број, а различен подписник. Од извршените проверки е утврдено дека пријавеното лице ја злоупотребил службената положба и овластување со тоа што на исти наредби се допишал на неколку од нив и наместо оригиналните наредби подпишани од началникот, изготвил и дал наредба да се изготват други наредби со истиот евиденцијски број, прикривајќи ја оригиналната наредба за прекувремени часови. Со превентивни прегледи, совети за здраво живење и мерење на крвен притисок и Body Max Index, општинската организација Црвен крст Велес го одбележа Светскиот ден на срцето 29 септември. Превентивни прегледи, здрава исхрана, одвикнување од лошите навики се препораките кои денеска волонтерите на општинската организација Црвен крст Велес им ги пренесуваа на велешани. Со мерење на крвен притисок и Body Max Index го одбележа 29 септември Светскиот ден на срцето. Според доктор Горан Богатинов, кардиоваскуларните заболувања се број 1 причинител за смртност кај населението. Статистиката е немилосрдна, вели дека годишно негде 18 милиони луѓе умираат од кардиоваскуларни заболувања во светот. Тоа е 9 пати населението во Република Македонија. Само колку за компарација, негде 8 милиони луѓе глобално починуваат од малигни заболувања, кои што знаеме дека се во пораст, меѓутоа тоа е доста драстично помала бројка во однос на веќе споменатите од 18 милиони, а од респираторни заболувања само 4 милиони. Што значи, се прават проценки дека до 2030 година таа бројка ќе расте негде до 25 милиони на глобално ниво. Македонија како земја во развој го има трендот на раст на заболени од кардиоваскуларни заболувања, што не е случај со современите земји, каде здравствената култура е на високо ниво, вели доктор Богатинов, додавајќи дека тие како Црвен крст се почесто организираат едукативни трибини и акции за подигање на свеста кај населението за грижа на своето здравје. Не сваќаат дека здравјето прво и основно е нивна одговорност, а не е одговорност на нивните матични лекари. Превенирањето и третирањето на овие заболувања оди во соработка со здравствената заштита, значи прво и основно со примарната здравствена заштита. Меѓутоа, за да му се помогне на лекарот, мора прво и основно граѓаните да се информираат што може да сторат за да ги превенираат ваквите заболувања. Со цел намалување на ризиците од кардиоваскуларните заболувања, доктор Богатинов препорачува редовни систематски прегледи, контрола на крвниот притисок, проверка на маснути во крвта, ЕКГ прегледи барем на 6 месеци, зголемување на физичката активност и поголем внес на свежо овошје и зеленчук. Денеска во Основното училиште Кирил и Методи се одржа едукативна работилница за орално здравје. Со тоа што стоматолозите ги учеа учениците зошто е важна оралната хигиена. Доктор Анита Солева истакна дека на овој начин сакаа да ја подигнат свеста за важноста на оралното здравје како кај децата, така и кај возрастните. Здрави заби, убава насмевка и здравје на целото тело е слоганот на караванот кој денеска во Основното училиште Кирил и Методи Велес одржа едукативна работилница за орално здравје.
Според стоматолозите, ова е најдобриот начин преку разговори сликовито да им се објасни на децата важноста за редовно четкање на зъбите и одржување на оралната хигиена, а со тоа да се подигне свеста не само кај нив, туку и кај возрастните. Основни знаења од областа за градба и функција на зъбите, оралната хигиена, редовна посета на стоматолог, здрав начин на исхрана за одржување на оралното здравје. Значи здрави зъби, убава насмевка и здравје на целото тело. На прашањето зошто треба да ги четкаме зъбите и колку пати во текот на денот, четвртоделенците велат: за да ни бидат здрави зъбите и за нашето здравје. По 3 пати. По 3 пати? Да. Зошто е потребно тоа? Бидејќи треба да бидеме средени и чисти. За да не бидат чисти и да бидеме здрави. 2 пати на ден. Зошто? За да бидеме здрави и да имаме убави зъби. Едукативниот караван за орално здравје на училишните деца е во организација на Министерството за здравство во соработка со Здравен дом Велес. Со караванот се опфатени околу 200 деца од 4-то оделение во неколку основни училишта во Велес. Индустриското производство во август годинава во однос на август лани бележи намалување од 5,3%. 5 македонски компании ќе развиваат својата работа со помош на експерти од Швајцарија. Во продолжение вестите од Македонија. 5 македонски компании ќе развиваат својата работа со помош на експерти од Швајцарија. Ова е дел од проектот Ангажман на сектор експерти за развој на мали и средни претпријатија во Македонија. До сега 96 компании во својот развој користеле странски експерти. Статистиката покажува дека повеќе од 90% се заинтересирани за повторно да учествуваат во проектот, а 78% од компаниите се изјасниле дека странските експерти ги задоволиле нивните очекувања. Нивното задоволство од проектот значи е огромно и нивниот бенефит практично кој што го почувствувале со реализацијата на проектот, затоа ние се решивме овој проект да биде поддржан и истиот очекуваме да ги даде резултатите од претходните проекти и во иднина. Среќни сме дека ќе можат да бидат поддржани повеќе македонски компании и во следната година. Направивме презентација на проектот, да тој биде транспарентен и достапен до сите македонски компании. Партнер во реализација на овој проект е Швајцарската амбасада. Договорот за соработка денеска беше потпишан. Веќе трета последователна година ние сме дел од овој процес и пренесуваме швајцарско умење на локалните бизниси со тоа што ангажираме опитни професионалци од приватниот сектор во Швајцарија. До сега овие експерти поддржувале локални фирми за да ги подобрат нивните производи и услуги кои што ги нудат и за да направат нивните бизниси да бидат поконкурентни и поефикасни. Во претходните 2 повика македонските компании најмногу користеле странски експерти за технолошко подобрување на производствениот процес. Според најновите податоци на Државниот завод за статистика, индустриското производство бележи пад, гледано по сектори. Рударство и вадење на камен во август 2017 година во однос на август 2016 година бележи опаѓање од 6,1%. Во секторот преработувачка индустрија бележи опаѓање од 8%, а во секторот снабдување со електрична енергија, газ, парија и климатизација пораст од 28,1%. Намалувањето во секторот преработувачка индустрија е резултат пред се на намаленото производство на прехранбени производи, тутунски производи, текстил, облека, производство на производи од гума и производи од пластични маси, производи на метал, производство на машини и уреди, производство на моторни возила, приколки и полуприколки. Според главните индустријски групи, производството во август 2017 година во однос на август 2016 година бележи пораст кај енергијата за 19%, додека опаѓање бележи кај интермедијални производи, освен енергија, за 4,3%, капитални производи за 12,4%, трајни производи за широка потрошувачка за 8,7% и нетрајни производи за широка потрошувачка за 8%.
4 лица загинаа, најмалку 20 се повредени во самоубиствен атентат извршен покрај шиитска џамија во центарот на афганистанскиот главен град Кабул, соопштија медицински извори. Тој го активирал експлозивниот појас кога верниците излегле од храмот. По петочната молитва за сега никој не ја превзеде одговорноста. Нападот е извршен 2 дена пред големиот шиитски празник Ашура. Случувањата од светот во продолжение. Иако првично беше најавено дека одложен е телефонскиот разговор помеѓу Трамп и Меркел, истиот како што информирала Белата куќа веќе се реализирал. Германската канцеларка Ангела Меркел во телефонскиот разговор со американскиот претседател Доналд Трамп примила честитки со која тој посакува успех во формирањето на новата влада. Белата куќа соопштува и дека во разговорот двајцата лидери ги осудиле иранските активности на Блискиот Исток. Денеска имавме претежно облачно и свежо време со повремен локален дожд, а во североисточните делови со сончеви периоди. Дневната температура се движеше од 12 до 18 степени. Утре се уште на повеќе места ќе има зголемена облачност, но ќе биде суво. Потоа ќе биде посончево и малку потопло преку денот, но со пониски утрински температури. Но влажен мраз се очекува од средината на наредната недела. Тоа е се за денеска. Ви благодарам што не следевте. Имајте пријатна вечер.